Добре дојдовте во Зебра. Ја продолжуваме темата што ја отворивме кон почетокот на оваа недела за религискиот соживот и религиската толеранција, чувствителна тема која многу често се наоѓа заплеткана во политичките и институционалните лавиринти и пресметки, но која е важна во нашето секојдневие и токму затоа денеска прашуваме колку е таа реална и колку е таа искрена. Дискусијата ја продолжуваме со нашите денешни гости, универзитетскиот професор и колумнист на Дневник Тони Науновски и председателката на Комисијата за односи со верските заедници Валентина Божиновска. Добре дојдовте во студиото на Зебра. Валентина, во едно ваше интервју рековте дека 2012 е година тест за меѓурелигискиот соживот во Македонија. Зошто и кои се тие најневралгични точки на меѓурелигиската комуникација во Македонија? Знаете како бевме сведоци на низа мигови кога не сакајки, би рекла, верските заедници влегоа во уште еднаш повторувам, не сакајки влегоа во политичките шеми или оставаме едно отворено прашање сакајки, и тоа во дел во кој мислам дека најсуптилни беа точките и проблематиката што се однесуваа на децата. Ајде сега да се вратиме наназад. Се случи Кале, ни се случи Лабуништа, Струга, па имавме период кога не знаевме дали да ја држиме страната на Вевчанскиот карневал или на она што се случуваше во еден карневал кој има и своја семиотика на одржување, но и своја традиција и така натаму. Децата кои ни се тепаа по автобусите, те од една страна затоа што Стејт департментот оваа година, заедно со УНЕСКО, инсистираа да биде година на религијата, таа продолжува да биде и во 2013 година и ние моравме како држава, како мегиник во Европа на толку многу религии, а особено во делот во кој ние велиме да, тоа е нашата цивилизацијска придобивка да покажеме дали ќе успееме да го одржиме тој колосален пиедестал што се вика религиски соживот. Ми се чини дека се покажа дека авторитетот внатре мора да биде посилен, појак на верските заедници. Хиерархијата би требало во тој дел малку да ја видоизменат во сите верски заедници, ако сакате еви во обети во Македонската православна црква, но и на Исламската верска заедница и авторитетот на лидерите кои ми се чини дека не достигаше во одредени мигови да се појави во вистинска насока. Ние имавме изјави од лидери кои потоа ги толкуваа политичарите за жал, ги толкуваа медиумите, знаете на каков начин, и се создаде една папазјанија тоа дали говори од името на лидерот, значи од првиот човек на верската заедница, или говори зад него се слушаат ехо на некакви политички партии и така натаму. Од секогаш она што настојувам, или да проговорам и со верските лидери е дека 2012 требаше да ни биде ука и поука како не треба да се замеша политиката, а како треба да биде силен диалогот на верските лидери внатре, за да можат колку се они појаки да ги слушнат политичарите. Значи, тоа ќе биде и тема на светската конференција. Ако внатре имаме диалог во верските заедници, верувајте дека тој диалог ќе го слушнат и политичарите. И како ја буткаме сега 2013? Малку подобро, научивме нешто или? Па, 2013 допрва нели треба да ја сублимираме, но она што покажа високиот комисаријат, Европскиот висок комисаријат на тоа како ги гледаше он од негов аспект верскиот соживот, мислам дека можеме да бидеме да се радуваме на тоа и особено извештајот на Стејт департментот дека сепак државата ги почитува верските прави и слободи, но знаете, тоа е тема во која треба секогаш да се работи. Тука нема крај, тоа е океан во кој вие гледате дека некаде има можеби некаква крајна точка, но тоа нема. Тие врати се секогаш отворени, но затоа од едната страна колку треба да се работи, толку немаме пак и силно влијание ние како државен орган можеме да ги следиме активностите и да апелираме. Сепак мислам дека одвнатре е важна хиерархијата на верските заедници. Ние на нашата веб страна, каде што
голем дел од нашите гледачи може да ја следат емисијата и во живо, како што е сега случајот, но и се разбира таа стои таму постојано и во нашите архиви, може да гласаат. Значи 70% од оние кои што гласаа на ова наше неделно прашање сметаат дека религиската толеранција не е реална и искрена. Значи ќе кажам, ова не е репрезентативен примерок нели на класична реклама, класична анкета, но сепак го покажува пулсот и расположението генерално меѓу луѓето. Зошто сметате дека луѓето така чувствуваат? Па затоа што се соочуваат со редица факти кои што за жал во последниве 20 години се повеќе и почесто и поинтензивно и во негативна смисла сфатеност ни се случуваат. Јас мислам дека постои една во историјата на Република Македонија, во историјата на Македонија постои една добра традиција на соживот и толеранција помеѓу сите религиозни луѓе од било која религија. Меѓутоа, мислам дека политичката злоупотреба која што ни се случува во последниве 20 на години, а особено по 2001 година, на одредени религиозни заедници, односно религиозни институции, станува се поголема и пожестока. Таа кулминираше со изјавата на актуелниот поглавар на исламската верска заедница, која што е според мене скандалозна и која што требаше да предизвика дури и државна реакција, заради тоа што не е можно и не е дозволиво оние кои што треба да ги проповедаат и да ги промовираат добрите аспекти на својата религија и институционално да ги организираат и да ги контролираат можностите за иманентна злоупотреба на нивната религиозна определба и институција, тие всушност поттикнуваат политички реализации на она што е нивна длабиска агенда очигледно. Например, сосема е јасно дека нивото на влијание на исламската верска заедница, посебно денес во Република Македонија, е големо. И сите повици кои што можат да се инструментализираат и злоупотребат од одредени поединци, посебно во склоп со политичките агенди, може да предизвикаат многу големи, тешки општествени државни проблеми во Република Македонија. Што значи дека, за жал, мислам дека таа традиција на соживот помеѓу различните религии во Република Македонија се повеќе е веќе практично скршена, за жал и се повеќе се крши со тоа што постојат редица докази, примери кои што зборуваат дека одредени предсе политички структури, центри на моќ и така натаму успешно ја инструментализираат таа енергија и тоа влијание, таа моќ кој што религијата ја има кај многу луѓе се уште во Република Македонија. Дали комисијата има ингеренции да реагира на ваквите изјави кои што доаѓаат нели од поглаварите на двете најголеми верски заедници и дали реагиравте формално правно? Спомнавте дека сте разговарале со нив, меѓутоа кои се вашите ингеренции? Повикот што се однесуваше од страна на Реисот лично кај мене предизвика гнев, но тоа е приватен гнев, личен гнев, но тоа не ме абстрахираше. Ако добро се сеќавам, и премиерот и председателот на државата тогаш беа надвор. Имав длабоко интимно чувство дека ако не реагирам, тогаш оставам длабоко политиката да проговорува од страна на Реисот. Тој повик во една држава ги повикувам сите, така? Да се обединеме, за мене беше не расна омраза, повик на расна омраза, тоа и по членот и по кривичниот законот е казниво. Кога бев принудена, раска и верска, која е најказниво, 15 години, професоре, така? Така. Тоа беше за мене страшно. Јас имав две дилеми. И покрај одвоеност од членот 19 дали, ама се повикувам пак на мојот закон кој велам да, ама ние ги следиме активностите. Ако оставев така, знаете во тој период знамињата што се случуваше низ државата и така натаму, значи бев подготвена следниот ден да се заминам и да ме викнат на одговорност и јас колку што знам имаше и писма од многумина луѓе кои ја бараа мојата одговорност и да се заминам од тоа место. Кажав на медиумите и на Канал 5 дека е тоа карневализација на еден хаотичен ум. Тоа беше мојата изјава која одеше и пренесена од медиумите. Како го коментирате ставот на Реисот, реков дека е тоа карневализација на хаотичен ум. И длабоко сметам дека им понекогаш и верските лидери нели се инструментализирани од политичарите и одговараат без да сетат што е и како е, нели потоа имавме еден одбранбен став и така натаму, но за мене беше тоа вака ако гледате во сите години наназад од транзицијата на Република Македонија од независноста, тоа беше една од
фрапантните реченици максими изговорени од страна на еден рейс. Не помнам друга приближно професоре, да. Дали имате впечаток дека можеби верските заедници не го даваат својот максимум во конкретната работа на теренот со верниците, со оглед на тоа што има и многу спорадични скандали, особено во двете најголеми во МПЦ и во ИВЗ, кои што ги потресуваат овие заедници, кои што еве на еден начин и го рушат нивниот кредибилитет. Видете, тие единствено постојат за служба на народот Така. и ништо друго. Значи работа со социјалните ранливи групи, работа со родителите на социјалните ранливи групи, со децата, со сиромашните, значи и во име и само заради нив. Опасен е моментот и во други држави, не само во Македонија, кога тие стануваат држава во држава. Тој миг треба и ние да го фатиме. Јас апелирам од оваа емисија дека и институциите на државата понекогаш треба да седнат и да воспостават еден диалог на рамнотежа. Знаете, на сите верски заедници им се вратија многу пари од денационализацијата. Мудроста на верските лидери е како и на кој начин тие ќе ги спроведат. Тие во законот имаат право да основаат телевизија, да имаат верска полка. Така, како работат на терен? Со книги, со отворени ли се портите на црквите и на џамиите? Работат ли со народот? Дали луѓето што бараат катадневно да се потпрат на свештениците, ги имаат ли свештениците или ги имаат на компјутерите? Знаете, онаа шега, дали можам да го добијам свештеникот и така натаму. Значи, таа анализа се прави директно внатре. Ние како држава не можеме. И точно народот, знаете како ќе видите дека народот им верува или не? Колку ни се храмовите полни, толку ни е верата голема и религијата. Толку вербата во црквата која секогаш била пиедестал и стожер на националниот идентитет е силна. Секој кој сака да провери, нека појде и ќе види на кој начин ја спроведуваат верата верските свештениците и црквата и дали народот им верува. Како е вашето Мислам дека на тоа ниво сега малку паѓаме во тој основ. Да, црквата, односно религиозните институции, државата се одвоени според овој устав и мислам дека во таа смисла и треба да бидат одвоени, односно да нема некоја директна интеракција меѓу нивните визии и погледи на светот и оние кои што се, како да кажам, оние кои што се иманентни на самиот на самата држава како држава. Меѓутоа, она што е многу интересно и што треба да се спомене во овој контекст, околу можните злоупотреби и можното негативно влијание на религијата, односно на религиозните институции како институции, не како религиозитет или како само чувство за религиозност кое што веројатно е само по себе, односно вредносно неутрално. И во таа смисла доаѓаат во континуитет последниве години, доаѓаат многу загрижувачки информации кои што кажуваат, последната од нив на која што добро се сеќавам е на поранешен заменик директор на Агенцијата за разузнавање, кој што во еден текст објавен на еден портал пред 10 дена даде приказ, односно даде екзактни бројки за тоа колку џамии се изградени и колку од нив се, например, нелегално изградени. А државата, институциите на системот воопшто не реагираат, за жал. Типичен пример е, ако се сеќавате за оној случајот за кој што имам пишувано за случајот со џамијата во Горна Белица. Значи, јас ви тврдам со сета одговорност дека и денеска постои судска одлука на основниот суд во Струга за уривање на нелегално изградена џамија во Горна Белица. Таа не само што не беше урната, туку беше пуштена, условно кажано, во употреба со покотници од оружје од поранешниот градоначалник на Струга Рамиз Мерко. Исто така многу симптоматичен беше случајот со црквата во Пешталево. Тоа е некој село во Прилепско ми се чини, каде што нашите македонци сакале да изградат црква, а кој што на место приватно, односно во приватна собственост, а тоа не им било дозволено од нивните, условно кажано, сограѓани од исламска вероисповест. Има многу такви примери, информации кои што покажуваат функционирање на она што во геополитичката теорија се нарекува зелена трансверзала, а тоа е дека голем број од фондови нелегални и така натаму постои можност преку Македонија, а дел од нив веројатно за жал и во Македонија да завршуваат
точно заради промоција на оние радикални вахабистички и така натаму учења во исламската верска заедница, и државата мора да обрне, според мене, многу поголемо внимание на овие феномени, бидејќи се повеќе до израз доаѓа, колку што можам да ги анализирам состојбите во тој сектор, се повеќе до израз доаѓаат тие радикални принципи на исламските учења внатре нивниот систем, што значи дека постои се поголема можност за злоупотреба во политичка смисла на она искрено религиозно, автентично религиозно чувство кое што го имаат, така да се каже, обичните верници. На потенцијално рушење, се извинувам, на тие цркви кои што, односно џами кои што го заговарате, нема да го продлабочи мирот и толеранцијата, туку само ќе го зголеми јазот меѓу религиските групи, што би бил моделот. Не, професорот кажа нема, заради тоа што правната држава мора да функционира во Република Македонија. Има устав и закони, и се знае како некоја одредена верски објект може да се изгради. Значи има детален урбанистички план, има дозволи за градба и така, значи има постапки преку повеќе закони, и оттаму таа постапка треба да се почитува. Во случајот со Горна Белица јас ви тврдам дека не е почитувана. Значи судот во Струга има извршна судска наредба за рушење на таа џамија и тоа за жал не се случува. Меѓутоа поентата е следна. Треба да се покаже со медиумско промовирање на овие негативни примери, треба да се укаже на тоа дека се треба да се врати во рамките на уставот и на законите. И дека не сме државата да остане немо да ги наблюдува очигледните политички инструментализации и кршења на законите кои што се спроведуваат од некои, се разбира не сите, припадници на исламската религија и на исламската верска заедница. Да направиме мала пауза, да го погледнеме делот од првото практично отворање на оваа тема, во која што дебатиравме со професорот Зоран Матевски и со аналитичарот Рамадан Рабадани. Ќе се вратиме повторно во студио. Христијаните во Македонија би знаеле колку е Дева Марија, значи почитувана кај муслиманите, што огромно мнозинство од христијаните не го знаат тоа, а и самите муслимани не се свесни дека се работи за иста една историчка личност, која патем речено, значи според Куранот е најголемата жена во историја. Значи тоа не е ни жената на Мохамед, ни мајката на Мохамед и така натаму, туку е токму мајката на Исус, ние викаме алейхи селам. Со религиска толеранција ништо не сме направиле, затоа што ако живеете во два одвоени света, ако во Македонија не успеете да дојдете во ситуација да имате мешани етнички бракови, ако во Македонија имате ситуација да целото средно образование ви е етнички тотално поделено на албански и на македонски училишта, ако високото образование ви е комплетно поделено, ние ништо не сме направиле. Значи не може да ви функционира општеството само ако се толерирате еден со друг. Мора да направите еден чекор погоре. Ја не мислам дека одвоеноста е лоша работа, само треба на таа да се работи на знаење. Значи ништо од ова не може да се постигне без да се ние во Македонија, значи пред да се поделиме во религиски смисол, етнички, граѓански, социјален сталеж и така натаму, ние имаме и поделена јавност. Тоа е главната поделеност која после ги донесува сите овие поделености, така да мислам дека на тоа треба да се работи. Знаете каде е проблемот сега? Не е проблемот тоа што се они одвоени, него проблемот е што во Македонија е типичен пример на земја антиконверзија. Значи во Македонија вие немате конвертирање од христијанство во ислам или од ислам во христијанство. Знаете зашто? А во целиот свет го имате. Затоа што ако конвертирате, вие ќе бидете предавник на својот народ. И се додека постојат такви стереотипи дека вие сте предавник на својот народ и дека вие мора по раѓање да бидете христијанец, секој македонец христијанец, секој албанец припадник на ислам, имате проблем. Криви се институционалната организираност на верските заедници кои на моменти чувствуваат некоја своја внатрешна слабост и таа чувствуваат потреба да ја извадат надвор, значи во општата јавност, и тоа го користат. Јас барем од моите забележувања сум приметил на 2-3 пати дека го користат како одбранбено средство, не знам, од некакви своји прозивувања во јавност за некои скандали. Целата толеранција е дозирана, а со обзир на тоа што сме во еден постконфликтен период, состојбата е чувствителна и многу е битно како сега они ќе реагираат. Бидејќи за време на конфликтот не реагираа,
воопшто, ги немаше никаде. Не се криви за конфликтот, крива е политичката елита, меѓутоа не можеме да ги амнестираме од вината затоа што не го кажаа тоа, а што требаше да го кажат и да смират целата ситуација во Македонија. Основна работа и за толеранција и за диалог е да се разбере другиот. Државата ја преземе иницијативата затоа што главен предуслов да влезете во Европска унија и во НАТО вие да ви бидат решени меѓуетничките и меѓурелигиските проблеми, да ги немате тие проблеми. Државата е свесна за тоа и државата таа задача ја дава на религиската организација и на двете најголеми религиски организации. Значи тука имате класичен политички дел. Државата има возможи на религиските организации веронаука, има возможи во јавни училишта, има возможи враќање на црковен имот, а за возврат религиските организации сега треба да ја одработат религиската толеранција за да влеземе во Европска унија и НАТО. Сега, меѓутоа каде е проблемот? Сега религиските организации кога ќе се тргнат од сакралното, од светото, кога премногу се профанираат, кога ќе отидат кон политичкото, тука е проблемот. Прашање до двајцата. Зошто идејата за екуменизам, им е повеќе одбивна на муслиманите отколку на христијаните во Македонија? Тој впечаток ми се засили по овој диалог меѓу нашите гости од претходната емисија. Ако дозволите, јас сакав малку да ќе го коментираме и ова и нема да ја заборавиме околу екуменизмот или Петровата служба што ја велат католиците. Она што сакам да кажам, а што го потенцираше професорот. Европската унија долги години не наблюдуваше многу сериозно. Значи, број еден етничките односи, второ беа религиските односи. Ние бевме принудени да донесеме законот за правна положба на црква и верска заедница. Тоа беше мачна работа. Да се разбереме, вие во една држава во која имате различни религии, да донесете закон кој и ОПСЕ и Европска унија ќе ви го оцени за одличен, нема да најде забелешки, не беше едноставна работа. Да бидеме на чисто. Згора на тоа, сиве овие години од 2007 ние го имплементираме од 1 мај 2008, наблюдува како тој се спроведуваше. Јас сум 4 години на оваа институција. Не е лесно. Вие секој извештај, ама знаете како, со паноптикум, со лупа гледаат, аха, ова е добро, ова не. Да ги регистрирате, да видите внатре што е. Па тие се устроија уставно и така натаму. Но ова што кажа професорот е важно да се вратам во делот на правната, на колку е важен правниот систем на една држава и во контекст како го обезбедуваме правото во однос. Значи, мојот приоритет не е мој личен, мене како Валентина да ми текне, јас сега куќе можам ли да изградам Нелинденска? Не можам. Значи, нема никој право, без разлика на било која верска заедница припаѓате, вие да не го почитувате дупот, така, вие да немате дозвола, бидејќи законот е децитен. Верската заедница може да побара ако донесе одлука на ниво на реисатот или на ниво на синот. Но тоа е процедура. Има Министерство за транспорт, градежен урбанизам, ДУП, проценки на ДУПот, дали вам вие прекунок да ставите темели и да го веете знамето, без да ја почитувате правната држава и да се замолчи на тоа, тоа значи дека ние доброволно во иднина велиме градете кај што сакате. Значи тука е сега. И за тоа имаме одговор. Како? Комисијата е одговорна и таа ќе дава мислење. Знаете каков став каков силен орган била порано? Не. Ако таа мисли дека на територија колку има Горна Белица, професоре? 30 луѓе дали има? Така, и тоа главно се викенд. Не, викенд. Јас во Горна Белица имам не знам колку пати оден. Не, туку државата ќе рече на овие луѓе овдека не им е потребно, ти имаат во Долна Белица или не знам каде во градот толку џами и цркви. Истото се однесува. Дајте да видиме, да еднаш када отвориме дебата во која ќе кажеме таму каде што е потребно, таму каде што е насушна потреба, на 4000, на 5000 жители, така? Има ли во законот да го отвориме и да кажеме не, на 3000 ќе се гради, плюс 2 до 5000 имаат потреба за џамија, таму ќе изградиме или црква. Ова стана папазјани 720 џамии во моментот. Ако ги вратите моите интервјуа во вашата зебра, ќе видите или дека биле 612. 1000 и нешто цркви. Отворени ли се сите овие верски храмови? Работат ли за луѓето или? Очигледно дека исклучокот станал правило. Сега што правиме?
Нема такво нешто. Видете, во законска смисла нема исклучоко треба да биде показател за тоа институциите на системот уште повеќе да ја применуваат, да ги применуваат своите ингеренции кои што ги се дадени како закон. Но ки испадне војна, Значи, професоре. Не, ама видете, Гибнеме ли ние во верски храм? Да. Верувајте. Следниот ден имате војна на територија Македонија. Не, но од една страна, професоре, не верувам дека е така и не би смеело така да размислуваме. Знаете зошто? Затоа што ако ја прифатиме таа логика на толеранција на институционално насилство, значи на насилство врз процедурите, како што е случајот со докажаниот случај со Горна Белица. Значи ако државата не реагира, институциите на системот не реагираат при флагрантно кршење, тоа ја дава пораката која што и вие имплицитно ја спомнавте, дека тоа може истото да се случи на примери на плоштад во Скопје. Овој човекот кој што пред малку го слушнавме, ви бил гостен минатиот пат. Се уште има иницијатива и не само тој, туку има редица условно кажано невладини организации кои што се според мене веројатно финансирани од сомнителни извори, а кои што промовираат идеја за некаква си бурмали џамија сред плоштадот на Скопје, во Скопје. Според мене тоа е, како да ви кажам, само показател дека во Република Македонија почнува да доминира внатре исламот, односно верниците, па дури и за жал според изјавата на нивниот поглавар и внатре самата институција Исламска верска заедница, некои радикално фундаменталистички исламистички струи, движења и така натаму. Бидејќи видите, самата идеја, самиот потик кај некои луѓе да бараат изградба, обнова на некаква си бурмали џамија, се соочува со неколку историски факти кои што сите ги знаеме, ама за жал не се прикажуваат во медиумите. Исламот е овде, како да ви кажам, освојувачка религија. Македонија е христијанска земја. Исламот овде доаѓа со Османлиското царство. Што значи сите оние барања за враќање на некакви имоти, за изградба за обновување на некакви си џамии, немаат никаков легитимитет, а уште помалку легалитет. Затоа што земјиштето на кое што се наоѓало некоја џамија била македонска христијанска земја. Ме разбирате, значи исламот овде е, како да кажам, окупаторска религија. Таа не произлегува, таа доаѓа во историјата со продорот на турците на Османлиската империја. Тоа е докажан историски факт. Што значи, посебно приказната конкретна за бурмали џамија е тоа дека таму имало всушност црква претходно, дошле исламските окупатори, ја разумнале, изградиле некаква си бурмали џамија, дошле, не знам, србите, изградиле таму потоа нешто друго. Ако одиме ние така наназад, на пластовите на историјата, ние ќе се вратиме, како да ви кажам, повторно кон примарните и природни, автентични македонски христијански Но тоа дали е возможно со оглед на фактот што ни се случи на Кале, на приискупувањето на Кале беше насилство. Не, видете ја излегов дента кога беше на Кале. Се сеќавате, професор? Јас бев горе, после каменување, јас вака им викам. Од цркви. 3 цркви се најдени. Значи, случајно, мојот се случи насилство кој што треба 5 години на Кале. Сакале некиле дома ќе ви каже, нели? Артефактите ги носи дома, човекот не може да ги и документите. И разговараме отворено. Значи, дека тоа биле 3 цркви, како да го уништам тој артефакт. Но човекот продолжува понатаму, вели, тука имало еден тип на конјушница од Отоманската империја и вика има еден дел кој што ние најдовме, вика отомански остатоци, но тоа се артефакти кои ќе бидат за добробит на државата. Ние велиме да, сега ќе има галериски простор, еден кој ќе биде собрано христијанските артефакти и исламската култура. Значи, никој не оспорува. Вие во Ману имавте една гениална изложба на исламската култура и тука никој напротив, значи во највисоката научна институција ние покажавме колку сме соединети со таа култура и колку е таа неизбежна. Впрочем, погледнете ги објектите од Камени мост, од Пашинамам и така натаму која го обкружува централното подрачје. Она што заплашува, а што го спомна професорот е следното. Кога Рамадани го слушате, некогаш ви звучи прекрасно, така позитивистички, но кога ќе му се јави градоначалникот, многу опасни. Кога ќе му се јави градоначалникот на Чаир и ќе му рече да излезе,
Децата кои излегуваат со него е страшно колку се изманипулирани. Ме разбирате? Од една страна ќе излезат децата, па ќе излезат православните и што правиме ние? За кратко време имате бунт во државата. Малку е оганот меѓу етничката и верската се запали. Еве ви пример, деновиве многу будно го гледам случајот во Кичево со градоначалникот. И си велам, дали институциите на државата го гледаат, предпоставувам на ист начин, како и ние што го гледаме, ние од страв. Јас да ви кажам, кога се случи оној кај Смилковското езеро, јас треперев да видам кој од верските заедници имаат престој, да не е случајно некој од некоја верска заедница дојден тука и го направил тоа злодело. Ме разбирате, оти доаѓаат луѓе, ние како институција им даваме престој. Сега, истерани се луѓето од Кичево од градоначалникот, така? Тие велат бијте ги камбаните од жалост за Македонија, нели? Црквите да бијат. За малку ќе треба тој етнички да прерасне, ќе излезе народот. Ќе излезе. Од каде бараат милост православните? Од црквата. Треба ли да побараат утешение? Треба. Бива ли така да побараат? Бива. Треба да излезат и поповите, они бараат некој да им помогне во оваа ситуација. И за кратко, ние сме таква територија која е се суптилно и се на почетокот, не сме маргина во делот на верските права. Не ми одговоривте на прашањето за екуменизмот, да. Јас сум за соединување, но соединување екуменизмот е, нели, почнува од Петровата служба. Ако добро се сеќавате и Карол Војтила и папата Павле, па и Бенедик 16, она што го слушнав на инаугурацијата на папата Франциск, тој беше многу внимателен во тој дел, но и тој повика на, ако можам да кажем, на врвот на пиедесталот на екуменизмот, сепак беше Карол Војтила, папата Павле. Бенедик го тераше тоа, но не успеа со реформите. Ке видиме што ќе направи овој папа. Јас сметам на соединување, но во соединување на службените делови, значи во делот на молитвата, и може да се соединат во делот на пораките кои ги даваат во една држава. А тоа ние се уште на ниво на Македонија не сме го виделе. Значи имаше еден обид, нели, да дојдат католиците, да чиноначалствуваат заедно и такво едно обединување, но ние сме се уште во некакви почетоци околу екуменизмот, но тоа е теорија која треба полека да ја прифаќаме и да заживува. Да, бидејќи практично само идејата на христијанството е една, дури како да ја кажам, поделбата е втора. Примерно е единството. И добро би било во секоја смисла, со оглед на самата нужна инволвираност на религиозните институции во државните системи, добро би било кога би постоеле колку што е можно повеќе начини на нивно зближување и надминување на оние разлики кои што се ми се чини главно премногу апстрактни, за да има некакви реални пречки да не можат да се надминат. Во таа смисла апсолутно би било добро кога би постоело се повеќе и побрзо приближување помеѓу би рекол сите различни верзии на христијанството. Добро. Тука некаде би можеле да привршиме неделнава дискусија. Во вистинско време беше токму пред големите празнувања. Јас се надевам дека оваа тема ќе ги замисли барем тие кои што се декларираат дека се религиозни, дека се верници, за тоа колку се отворени кон себе и кон сите други и дека отвараме тема која што никогаш не може да заврши, како што кажавте, секогаш сме на некој почеток, никогаш не сме на маргините. Ви благодариме што не следевте. Пријатно. Благодариме.